Dami i gospoda, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Рождестве девство сохранила еси, воспени мира не оставила еси, Богородице, представила ся еси к животу, Мати сушти живота и молитвами Твоими избавляешь и от смерти души наши. Рождестве девство сохранила еси, воспени мира не оставила еси, Богородице, представила ся еси к животу, Мати сушти живота и молитвами Твоими избавляешь и от смерти души наши. Рождестве девство сохранила еси, воспени мира не оставила еси, Богородице, представила ся еси к животу, Мати сушти живота и молитвами Твоими избавляешь и от смерти души наши. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Добро вечер и за многу години, почитувани. Еве во предвечерието сме на еден голем христијански празник, Успение на Пресвета Богородица. Задоволство беше да го слушнеме и го слушавме тропарот на Успение на Пресвета Богородица. Знам дека сите со нетрпение го очекувате големиот празник, заеднички да го прославиме каде и да сме во светот, а има многу на сите 5 континенти на планетата. Без вербата и верата сме никој ништо, празни, секојаш во душата, но затоа да бидеме сплотени кај да сме, особено таму кај што не по наша волја, по волја на некој кој од присила и политички, економски случувања ги разнесоа, ги преселија или ги избркаа македонците низ ширум низ светот, познати како македонски селеници или диаспора. Тоа е мојата тема вечерва, што ќе третирам со вас во рамките на серијалот поставен и дефиниран како еден проект што еве лично како председател на речем на овој форум Гласот на народот го преферирам, речиси 25 години, а тоа е подитно да се дефинира еден институт, Агенција за културна соработка на македонците низ светот, бидејќи некој свесно, особено во последните 7 години, ги забрендира, односно ги ставија во еден бункер, имајќи факт дека тоа треба да се случува. Уште ова, бидејќи е само еден мој коментар, се напаѓа министерот за образование, не случајно, ако се вратиме назад, зашто не се спомнува министрите кои знаеме како дошле за своите дипломи,
Ова е општа констатација на народот и експертите, но кога имаме министер кој е просветен работник и педагог, како и премиер, кои се педагози, кои дефинитивно сакат да постават вистински дефиниции и ситуации што значи македонизмот, што значи Македонија и македонците. Кој, еве да бидам искрен, тој институт мора да постои, таа агенција мора да биде реалност, а не само како зборче запишано на хартија на маса. Секогаш го користам ова неколку фраза како вистина. Уште еднаш само да се заблагодарам на моите поддржувачи кои денеска еве се погрижија за мојата порелаксираност, да ја водам моја емисија. Тоа е Жанета Естетик или бисерот на македонската козметологија, и благодарам и на сите тие останати кои се грижат да вечерва бидам со вас. Дозволите ми да ги поканам моите соговорници преку социјалните мрежи, тоа го правиме. Тоа ќе одиме прво во Германија, во Кобрец. Александар Бузевски, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, благодарно за поканата. Исто така, почитувани, од другата страна го имаме нашиот соговорник во Швајцарија. Тоа е магистер Слободан Алексов од Цирих. Добро вечер, Слободане, и добро дојдовте во Гласот на народот. Добро вечер. Прво да ги поздравам гледачите на Глас на народот и вас во студиото, господине Томич. Поздрав до мојот соговорник Александар Бузевски и сметам дека заедно со него вечерва ќе имаме еден конструктивен разбор и ќе доловиме важноста на и потенцијалот на македонската диаспора за Република Македонија. Задоволство и чест ми е што двајцата ве покани во рамките на ова наша емисија, бидејќи ова го третирам, речиси, скоро во континуитет 4 месеца. И ве имам, речиси, од сите 5 континенти во овие емисија за серијалот. И дојдовме до една заедничка констатација дека подитно треба, особено ова политичка гарнитура која дојде на власт, да сериозно се завземе и конечно тие, тоа е ваша констатација, ваша оценка, агенции кои досега беа како агенција поединец и се тоа да се модифицираат и стане една сериозна институција која ќе се грижи за милионскиот број македонци во светот. Еве, додиме прво, Слободане, ако дозволиш, додиме до Германија, можам? Можеме, така? Ајде, Александар Буздевски, првен Кобленц, каде се наоѓа точно, да им објасиме на гледачите? Значи, градот Кобленц се наоѓа помеѓу Франкфурт и Келн, во покрајината Рајнланд-Фалц. Рајнланд-Фалц како покрајина има околу 4 милиони жители, некаде околу двојна од Македонија. Конкретно во и околината на Кобленц нема голема концентрација на македонци, но се трудиме тоа што го има да го максимално да го обединиме и да се држиме максимално рака за рака. Инаку во близина имаме огромна концентрација, тука ни е Франкфурт, тука ни е Келн. Во Франкфурт имаме околу 5000 македонци и така. Прашањето беше за двајцата, а тоа е дали ја поддржувате иницијативата, идејата да се формира институција, агенција за културна соработка со македонците во светот, и која треба дефинитивно да биде таа не маргинализирана, тука да биде главен чинител и составен дел и на политичкиот, економскиот и севкупниот живот во Македонија. Имајќи факт дека не можеме да ве доживееме како штедна картичка и само вашите 2 милиарди кои доаѓаат секоја година, по основа на разни социјални дознаки и ги понад буџетите, а за се друго да бидете маргинализирани. Така, значи, во изминатиот период сведоци сме, посебно во последните 6-7 години, сведоци сме дека фалеше една подобра комуникација. Диаспората тоа го воочи, мислам, во текот на тие неколку години. Пред се, диаспората знаеме дека не бара многу, таа бара само фер однос на матицата кон неа. Бара пред се, значи многу малку кога велам пред се, мислам на
добри конзуларни услуги и добри административни услуги кога сме на лице место во Македонија. Инаку други посебни барања ние немаме. За разлика од другата страна, доколку е тоа сето дадено, диаспората сигурен сум дека може да даде многу поголем допринос, значи многу поголем инпут од она што државата треба да го пружи на самата диаспора. И сметам дека и оптимист сум дека во следниот период, сега со доаѓањето на новата влада, дека конкретно ќе се сменат. Конкретно на вашето прашање, дали треба да имаме едно тело кое ќе не координира, кое ќе биде како, да кажем, матица. Да, се согласувам, во секој случај треба да има такво едно тело кое ќе биде интегратор, координатор, затоа што сите знаеме дека заедно сме посилни, синергијата си го прави своето и само ни треба добра организација. А дека сме способни, тоа сме го покажале во многу наврати. Да, че се согласам со тебе и се уверив со вас, со оглед дека видов дека имате голема организација како диаспора во Германија и Швајцарија, и слободен со секој некоја минута ќе му дадеме простор. Видовме дека имате илјадници следбеници кои ја следат оваа емисија во живо сега низ цела Германија, и со еден збор вели еден мој пријател амбасадор Слободане, опасни се. Еве, само уште кратко, само таксативно, ќе се надоврзи господинот Алексов. Дали, како го доживувате овој 7-годишен начин на маргинализација, заборавеност, отуџеност, тоа е ставот и на вашите колеги на ширум светот, дека власта СДС и ДУИ дефинитивно свесно ве игнорира? Значи, диаспората генерално од тој 7-годишен мислам простор е разочарана, револтирана и едноставно го доживуваме како изгубено време, кое што мораме подхитно да засукаме ракави и да го надоместиме. И наша должност е тоа да го направиме. Се надам дека не се направени некои круцијални штети и мислам дека сето може да се поправи. Инаку најголемиот гнев во диаспората е затоа што, освен што кажавте дека на нив се гледа како на потенцијално кесе со пари, значи на диаспората, како што кажав, и фали многу малку респект, да биде добро испочитувана, да го има она место и секогаш кој го заслужува, и секогаш да имаме на нормална комуникација. Ние само тоа го бараме, затоа што со добра комуникација и со добра координација можеме да направиме многу повеќе, пред се за државата Македонија, а исто така и за тие кои што одлучиле да, како нас, животот да го спакуваат во еден куфер и да одат во непознато место. И затоа сметам дека мораме да посветиме многу време во иднина. Благодарам. Одиме сега во Цирих. Господинот Слободан Алексов, магистер. Слободан, не ве молам, еве истите прашања, верувам дека ги следевте. Прво, да дадете една мала оценка. Цирих, знаеме дека е центар на збидување, на случувања. И можете да кажете колку е концентрација на македонци и ви старт, колку сте задоволни од конзуларните представништва, односно и амбасадата на Македонија во Швајцарија? Така, прво да кажем дека јас се поддржувам оваа иницијатива, да биде таа агенција политички неоптеретена и да партиципираат сите македонци кои се надвор од Македонија, да се слуша нивниот глас и да се слушаат нивните проблеми. Во однос на задоволството или незадоволство на македонците во Швајцарија, можам од личен пример да кажем дека македонците не се воопшто задоволни од конзуларното представништво во Швајцарија. Пак ја нагласам, македонците не се задоволни воопшто. Што значи тоа? Сметам дека моменталната власт треба сериозно да се позаангажира и да се преземат во најкраток можен рок мерки. Тоа е моје мислење и моје видување. Затоа што македонците се во маргинализирани во самата амбасада. Во секој поглед. Апропо тоа што иницијативата што ја ние дефинираме во континуитет
4 месеци со сите држави во кои ги фатиме на 5 континента, со еден збор дека резултантата на сето ова игнорантниот однос, недобивањето вистински поддршки. Еве имаме пример ваши колеги од Австралија, координаторот на Австралија, господинот Александар Джеповски, кој беше наш соговорник, даде личен пример во кој вели дека мајка му, сега почината, не можеше да ги оствари своите основни елементарни права, како правна, обраќајќи се при институциите во системот, за да го пренесе имотниот статус на својот син, бидејќи ја со еден збор шиканира процесите на бордингот. Колку тоа вас исто ве погаѓа, дали ги имате истите проблеми и дали сепак владата која веќе се дефинира, треба се тоа да го има предвид и конечно да донесе решение да се дефинира овој институт како сериозен за сите македонци светот? Сметам дека да, и затоа реков дека во најкраток можен рок владата треба да преземе сериозни чекори и мерки што се однесува до конзуларното представништво во Швајцарија. Да. Сега по однос на темата што имаме вечерва, јас сакам да дадам едно кратко излагање за значењето на македонската диаспора. Таа има длабоко и повеќе слојно влијание врз развојот на Македонија. На економски план, диаспората представува значаен извор на ремитенси, кои играат клучна улога во поддршката на домаќинствата и во стабилизацијата на македонската економија. Дополнително, нејзините членови инвестираат во различни сектори, воведувајќи нови деловни моменти и технологии кои го потикнуваат економскиот раст. Понатаму, во политички македонската диаспора е значаен фактор во промовирањето на националните интереси на меѓународната сцена. Преку лобирање на политичка ангажираност, диаспората влијае врз политичките процеси во земјата, а нејзиното учество во изборите честопати може да биде и одлучувачко. Културно, диаспората има значајна улога во зачувувањето на македонскиот идентитет преку организирање на културни настани, образовни програми и други активности. Таа придонесува за зачувување на јазикот, традициите и културното наследство, не само меѓу иселенеците, туку и во самата Македонија. На социјалниот план, диаспората исто така има значајно влијание врз демографските и општествените текови во земјата. Миграцијата на млади и образовани луѓе, поддржана од постоечките диаспорски заедници, создава позитиви за локалната заедница, додека хуманитарните акции и помошта од диаспората придонесуваат за социјална стабилност и солидарност во моменти на криза. На крајот и непоследно, македонската диаспора не е само надворешен фактор, туку е интегрален дел од македонското општествен и политички контекст, чиј што придонес е од суштинско значење за долгорочниот развој и стабилност на Македонија. И да кажам уште едно за крај дека македонците во надвор од Македонија треба да имат засилени комуникации со независност, без разлика кој е на власт. Ви благодарам многу за ова убава елаборација што ја дадовте. И јас исто тоа се согласам со вас дека таа институција не треба да биде партиска, туку да биде чисто македонска. Тоа значи без разлика која политичка провиненција ќе дојде на власт, не сме да стави рака на институцијата. Тоа значи со еден збор да има кохерентност, зближување на македонците, особено македонците кои се надвор, кои исто и си ја сакат Македонија повеќе од што и да е. Овдека имаме една голема дискрепанца со оглед, еве, вас ве прашувам, дадовте со мои информации кои допират и до гласот на народот и до медиумите, дека голем број македонци во диаспората гласа за промена на политичкиот амбиент во Македонија, независно дали беа од СДСМ или ВМРО или други, сакале промени. Јас би замолил, ако ми дозволите, господин Алексов, тука би го вклучил господинот Александар Буздевски, ако може тоа да го експлицира. Повелете. Да. Неизбежно диаспората го следи политичкиот живот во Македонија и
во рамки на своите можности таа се вклуча во тие политички текови. Конкретно еве сега на последните избори, според моите информации, имаше илјадници од цела Европа кои зедоа свое учество и го дадоа своето, го изразија своето демократско право за оној за кој што мислат дека треба да го дадат. Значи, и резултатите беа тие што беа на изборите. Сега, со убедлива победа на новата влада, сите се мислам во еуфорија и очекуваат драстични промени. Кога велам драстични, пред се мислам на сериозен однос, пред се да се преброиме. Знаеме дека последниот попис беше во огромна мера фингиран и испаднаа некои резултати кои што во ниеден случај не кореспондираат со реалноста. Сите знаеме колку македонци имаме надвор од Македонија, а бројките кои беа презентирани од страна на Заводот за статистика беа во најмала рака смешни и далеко од реалноста, така да очекуваме пред се тоа да се смени. Еве, еден министер од новата влада тоа го најави дека тоа нема да се земи во предвид и дека ќе биде земено во предвид само резидентното население, што јас го поздравувам во тие, значи, стратешки планирања. И тоа е тоа што се однесува до статистиката, до пребројувањето, а она што е круцијално и на што сите се со нетрпение чекаме се драстични промени, како што кажав, во самиот однос. Диаспората очекува сега од новата власт да биде сериозно пред се сватена и да има сериозно место во тие релации матица-диаспора. Благодарам многу. Господин Алексов, дали би додале нешто во однос на кажаното? Доволно есенцијално и коректно кажано, сметам дека новата власт треба да има еден слух за диаспората и како што имам кажано во претходни емисии, сметам дека треба да почне еден обратен процес на враќање на старите, да речем, пензионери кои се надвор од Македонија, печалбари, па понатаму и ние помладите, евентуално и да го следиме примерот на Хрватска, каде што оваа година имат повеќе влез вратени државјани отколку што се ја напуштиле државата. И сметам дека би требало да се позаангажира власта околу тоа прашање. Што е тоа да се мотивира? Значи, кои се тие услови што треба новата власт да ги направи за да даде отвори порти, да речем, на, како што спомнавте, голем број македонци да си дојдат во татковината и нормално тие финансиски потенции што ги добиваат како на име на пензии, на сето она да ги трошат во соседната држава, со еден збор да бидат по-релаксирано, да го продолжат остатокот од животот во државата од кај потекнуваат. Така е. Александар, или да кажем јас? Можам јас да се надоврзам. Примерот кој Боби го кажа со нашите браќа Хрватите е одличен. Кога се спремавме за емисијата, јас ви спомнав конкретно со бројки дека за прв пат Република Хрватска минатата година во однос на Германија бележи плюс. Тоа значи дека во текот на 2023 година околу 20.000 Хрвати ја напуштиле Хрватска и пријавиле свое постојано живеалиште во Германија, додека во истата таа година, 2023, околу 23.000 официјално ја напуштиле Германија и се вратиле во својата татковина. Така да, плюс од 3.000 луѓе не е мала работа. Тоа е за прв пат од осамостојувањето на Хрватска, значи од распад на нашата бивша заедничка држава, СФРЈ, па до сега. И се надевам, колку државата успее да обезбеди поволна клима и фер услови за сите, се надевам дека тој тренд еден ден во многу блиска иднина ќе го зафати и Македонија, би било добро да се споделат овие искуства, тој капитал да дојде малку до прелевање на капиталот, да се имплементираат сите тие искуства, затоа што сите знаеме дека тука имаме еден
еден куп на успешни наши македонци. Не зборам сега само за Германија, значи тука е цела Европа, Америка, Австралија и така натаму. Значи и Македонија како може да добија од ова искуство кое е докажано, тие сите се докажани во својата фела, така да и едните и другите можат да имаат само добробит од сето тоа. Интересно, мораме да го спомнеме вашиот колега од Хрватска, Слободан, а тоа е господин Орце, кој даде еден пример во исто ваква емисија што имавме во рамките на диаспората, како да се врати кон матицата. Вели господин Томич, секоја година од Македонија се излива околу 25.000 македонци на привременна работа, речам, во Хрватска, од кои секоја година по 5.000 македонци остануваат во Хрватска. Нели е тоа малце загрижувачки? Нели е тоа алармантно? Но зборам за последните 7 години. Рачунете, 35.000, тоа е еден град. Што би додале вие, мал? Па, мислам дека е сосема доволно и сметам дека постои власта која моментално треба да преземе сериозни чекори и се надевам на позитивни искуства, позитивни работи. Допрво, за Македонија. За да ние, луѓето кои што сме надвор, имаме некоја сигурност да може нашите финанси да ги инвестираме во Македонија, здравството да го следиме. Мислам дека од тие две клучни точки, кога ќе има промени, македонецот би бил спремен што побрзо да се врати во Македонија. Јас максимално ви давам поддршка и сето време јас ја водам таа кампања како да ги мотивираме нашите македонци од светот да дојдат да инвестираат и да видат на иста паритетна основа, да нема диспаритет. Кој е странски инвеститор? Значи македонците да имаат еден бенефит, да не има некаја сегрегација, да има подвојување. Еве слушам премиерот на Македонија, господинот Христијан Мицковски, претпоставам дека овие денес сутре заминува за Хрватска, каде треба да се сретне со својот хрватски колега и најавена беше таа билатерална соработка, а после тоа мислам дека исто така претходно спомна и со северниот сосед. Тоа е убаво бидејќи без добрососедска политика државата која и да е нема добар успех. Апропо тоа, ако ми дозволите само да замолам, дали македонците во диаспора се заинтересирани да инвестират? Мораме тука да го поздравиме господин Златко Николовски, ќе ми дозволите тој еден вид ваш координатор во диаспора, кој навистина заедно со вас лавовски се бори и се ангажира што повеќе да добиете примат, односно авторитет, со особено во овој политички амбиент да се врати сето она што е изгубено. Повелите, господин Исов. Добре, ве, ќе одиме со Слободан, со Александар, повелете. Диаспората радо би се вратила доколку оцени дека има поволна клима за тоа, дека има фер услови за тоа, доколку борбата со мито и корупција е реална и искрена. Се додека тоа не се случи, тешко дека ќе имаме масовни одлуки за таков чекор. Значи тука неизбежно е добра организација, добра координација, да имаме една директна комуникација, директно овластено лице кај што ќе можеме ние директно да се обратиме за било какви потреби, административни работи, дозволи и така натаму. Ние имаме се уште луѓе кои што немаат решено статус со државјанство, со пасоши и со такви работи. Значи, за среќа со германската диаспора не е тоа случај, но знаеме дека има доста и такви случаи, така да доколку сите тие основни елементарни претпоставки се обезбедени, јас сум сигурен дека може да имаме сериозни чекори на тоа поле. Господин Алексов, дали би додале вие во контекст на сето ова, имајќи факт само уште ова, јас морам да реагирам, си дадов збор, бидејќи не ми е сеедно кога ќе слушам по медиумите, опозицијата ја обвинува власта дека ништо не прави. Ја велам, дали опозицијата има малце добрест, дека 7 години континуирано добивала негативни извештаи од Европската комисија, од Стейт департментот, дека има корупција, криминал, значи кој ги ја вршеше корупцијата, криминалот? Власта, тоест тие што беа 7 години. Дали овој политички амбиент, особено Христијан Мицковски,
Премиерот донесе некој, не сум некој адвокат, секој што сум рекол. Јас сум македонски настроен и ќе толерирам и ќе поддржам секоја македонска перспективна програма, доколку кој да е напри дисторзија се тргне, ќе го критикувам. Но во моментов не гледам дека Христијан Мицковски, кога дојде на политичката, на фотелјата, донесе со себе некој брод натоварен со златни полуги и секому да даде по некоја златна полуга. Тој дојде за да го изврши, да го исполни ветувањето, тоа е да се бори против криминалот. Која е таа логика, само што беше порака, да опозицијата обвинете за криминал, реков не од меѓународниот фактор, тоа беше, денеска да има легитимитет да критикува. Господин Алексов, повелете. Да кажам дека новиот премиер внесе една позитивна енергија, кај нас интелектуалците гледаме дека има залагање и сметаме дека ќе дојде до добра иднина, до добра клима и мислам дека е малку преоптеретено ако бараме резултати после 50 дена власт или 60 таму колку се, за нешто што е уништено во рамките на 7-8 години. Така да треба еден мал период да се стабилизира државата, да се дојдат работите на место и сметам дека ќе дојдат добри промени за македонците во Македонија и за иселениците. Александар? Очигледно, како што кажав и досега, не само диаспората и пред се и нашите во Македонија очекуваат позитивни промени. Ние знаеме колку целиот систем беше девастиран во овие изминати 7 години. Кога мислам на систем, пред се мислам на здравство, образование, судство и така натаму. Така да ни треба сега еден период на консолидација и се надевам дека тоа ќе се случи и дека очекувањата на сите оние илјадници кои го дадоа својот придонес на изборите за нова власт, дека ќе се остварат. Малце околу асимилацијата на македонците, ја велам дека е тоа една зачесена појава. Тоа го дадов за еден пример дури во Канада, која бе 2012-14, видов дека има асимилација, од која причина дека македонскиот јазик не беше убаво представен и инкорпориран во начинот на изучувањето, особено кај нашите македонци, млади и се тоа, бидејќи тогаш и екс-момент да речем, во секој случај, малце се оди на импровизација. Но, со новиот министер за образование, во која даде и во моите мисии неколку пати госпоѓата Веста Јаневска, за тоа што некој им пречи, дека ќе се испраќат деташирани, речем, наставници, професори, еве јас си предлог би сам спомнав, макар и на 6 месеци да се тоа има изучување на македонскиот јазик, историјата и географијата, што е основен столб за самобит, односно изучување на собствениот идентитет и национално обележје. Што мислите вие за ова? Ве молам, господин Александар. Тука во Германија можам да кажам дека нема ни А од асимилација, барем за поголемиот дел, затоа што посветуваме доволно внимание да ги воспитуваме нашите деца кои се и од каде доаѓаат. Конкретно во Германија моментално има неколку официјални паралелки на македонски јазик. Ги поздравам во овој момент сите наши наставнички. Мислам дека се 5 или 6. И јас ги поздравувам. Да, значи, еве ексклузивно да кажам дека во завршна фаза е иницијативата за македонски јазик тука кај нас во Кобленц. Очекувам во текот на следниот месец да добиеме официјално зелено светло од локалното Сојузно министерство за образование во Кобленц. Така да, на големо задоволство на сите родители и деца тука во Кобленц. Иако не сме многу на број, добро се организиравме, направивме иницијатива и оптимист сум дека ќе биде добра таа завршница. И тоа школа ќе го искористиме не само децата да учат македонски јазик,
туку и за дружби и други работи. И тоа е битно да се, особено во Германија е многу битно затоа што успехот на децата на крајот на годината им влегува во општиот успех. Германскиот образовен систем официјално го признава тој успех, така да еден ден тој успех по македонски јазик може да влијае на конкретно во кај некое дете дали институцијата ќе одлучи во иднина да го регрутира детето во гимназија или во некое училиште од помал ранг. Така да тоа е многу битно. Секако. Господин Алексов? Да кажем дека и овде во Швајцарија имаме скоро во секој кантон македонско училиште, каде што се изучува македонскиот јазик и музика. Меѓутоа сметам дека се уште е недоволно и недоволен број. Сметам дека со оваа иницијатива би допринело за нашите македонски деца да подобро се запознаат со македонскиот јазик, историја, географија, зошто да не и музика. Сека. Тука ќе се задржам со вас и господин Александар може да додаде. Јас ве доживам како вистински амбасадори. Зошто? Вие сте долго време во диаспората, имате голем број пријатели и можете најслободно да привлечете голем број странски инвестиции. Инвеститори, мислам. Како вистински економски промотори. Имавме случај, испратени амбасадори кои си правеа туристички разгледници, се шета и се тона. Економски промотори си купуваа со платежни картици, си плаќа ништо од економски странски инвестиции од државата. Дали ви имате некои замислени цели? Јас, господинот Николовски, повторно ќе го спомнам, што е за поздрав, имаше таква една заедничка стратегија со сите вас во Европа, да инвестиции принесете при секоја локална самоуправа во делот на градење на некои туристички капацитети за размена и за носење на туристи, странски туристи во Македонија. Велете. Кога кажав на почетокот. Добро, господинот Алексов ќе се надогради, бидејќи сака господинот. Може да му дадеме на Александар, бидејќи. Ајде, Александар, повелете. На почетокот кога кажав дека многу е важно да има синергија помеѓу локалните власти и диаспората, токму на тоа мислев, затоа што за било какви чекори, за било какви бизнис одлуки, пред се неопходно да има добра организација, добра комуникација и едни основни услови за започнување на бизнис. Инаку странците многу тешко одлучуваат да ги вложат своите тешко заработени пари, така да мораме да ги убедиме и тие контакти, тие познанства, тие пријателства кои ги имаме, да ги валоризираме во интерес на сите. Да, господин Алексов, ја верувам дека ви имате исто нешто интересно да дадете. Можем да кажем дека јас сум во корелација или во моментот во некои преговори со некои 3 поголеми компании кои што имаат сериозен интерес и сакаат да инвестират во Македонија, во здравствениот сектор, производство на медикаменти, во делот на вода и водните ресурси и производство на електрична енергија. Сметам дека во понатамошна фаза ќе има услови да се сретнат со нашите власти, да си кажат нивните интереси, па доколку дојде до заеднички интерес, зошто да не виде Македонија некој благодет? Вместо да излагаат македонците од Македонија, да останат, а да земат европски плати во Македонија. Голем предизвик. Тоа е голем предизвик. Зашто велам јас добронамерно го насочувам и го луцирам и го презентирам патот и до премиерот на Република Македонија, дека сепак ова иницијатива за агенција за културна соработка со македонците на светот треба час поскоро. Почитувани, еве, слушате дека нам вистински економски промотори се македонците кои се таму. Работат по 10, 15, 20 години, имат голема финансиска потенција, и друго, второ, дека имат пријатели кои можат да ги донесат како странски инвеститори кои заедно би инвестирале и би го економски развиле македонското стопанство. Малци ни останува колку уште 6 минути. Маси за околу дружењето, еве утре го одбележуваме големиот христијански празник Успение Пресвета Богородица, господин Алексов, а потоа господин Бузлевски.
Како Тука ќе се во Швейцарија организирате? имаме една одлична црква, можам да кажам, во Тринген, тоа е едно мало градче или село, каде што македонците се собираат и ќе имаме црковен збор, таму се собираме сите македонци и мислам дека ќе се одбележи денот на Пресвета Богородица во одличен. Тоа е прекрасно. Господине Бузневски, вие како ќе се организирате? Еве, спроти работен ден е, знам кај нас е неработен ден, но сепак верата не обврзува, традицијата не обврзува да го прославиме овој голем христијански празник. За сите празници, било верски, било државни празници, се трудиме да се организираме, секој во рамките на своите можности. Конкретно во моја близина се новоизградената црква во Свети Никола во Мајнц, новоизградената црква Свети Кирил и Методи во Дортмунд. Потоа има, значи црковни организации има долу, значи од Офенбург па се горе до Хамбург, Дизелдорф, Берлин, Ален, Лацен и така натаму. Инаку конкретно за утрешниот ден имам информации дека ќе има добра организација во нашите цркви тука во близина. На прагот е исто и денот на независноста на Македонија, 8 септември, има исто организирани настани, како верски, така и културни и спортски. Има мал турнир во мал фудбал тука на македонците во Келн и така натаму. Сакам да споделам со вас, почитувани гледачи, бидејќи идејата секогаш е капитал, се друго се пари. Тоа е позната максима на кованица, кој за разлика, некој за жал ја крадат идејата, но еве ја споделив со вас многу порано, а тоа е дека предложив да имаме еден семакедонски собир, еднаш во годината, двајцата веќе ве праша, во рамките повторно на таа агенција за културна соработка со македонците во светот. Тоа го прават, не е ова дека измисливме топла вода, но навистина го вклучивме бойлерот на време и време да се соберат македонците еднаш во годината на еден заеднички конгрес. Што мислите, господин Александар? А ќе завршам со господинот Алексов. Повелете. Па ја ќе бидам многу краток. Што мислам? Па мислам крајно време е да станеме сериозни, да засучиме ракави, да бидеме искрени и честни во своите намери, а резултатите ќе дојдат сами по себе. Добро, ќе се одеме заедно, само господин Алексов, еве оваа иницијатива Се македонски собир, еднаш во годината, токму на Голема Богородица, 28 август, тоа е 3-дневен самит на сите македонци во светот и се има една добра дискусија и да видиме што понатаму. Што мислите за оваа иницијатива? Сметам дека идејата е одлична и мислам дека ги биде поддржана, независно од цела диаспора и луѓето кои што нема да бидат во ситуација да дојдат во Македонија, ќе бидат, сметам дека би требало да бидат вклучени интерактивно, Секако. со видеобим, комуникација, независно Австралија, Америка, Канада, Европа, да се види и да се види една сплотеност на македонците, да се разменат идеи и едноставно едно видување и да се знае до каде е Македонија. Да, еве, само еден подпредлог да речам, дали тоа ќе биде во рамките на организација на председател на државата или премиерот на државата, бидејќи сепак агенцијата преферира да биде под капата на премиерот на државата, се додека не прерасне во министерство, со оглед дека треба да има авторитет и сигурност. Но еве која е вашата порака, ќе му дадеме на Александра, ќе завршам со вас, господине Алексов. Александар, најкуско на вашата порака за крај? За крај прво би ги поздравил сите наши тука кои не следат, вашите гледачи исто во Македонија. Голема благодарност и како што кажа и Боби, се надевам дека во многу блиска иднина ќе бидеме на успешна приказна пример, како што сега зборувавме ние за хрватската диаспора, за хрватската држава, дај Боже во блиска иднина ние да бидеме тема на разговор на други држави. Благодарам многу. А господин Алексов, ваш порака? Уште еднаш сметам дека идејата е одлична и сметам дека треба да биде поддржана од премиерот или председателката, независно, и сметам дека
треба да бидеме еден позитивен пример, да крајно време да Македонија биде позитивен пример во Европа и светот, како македонците се сплотени. Поздрав до емисијата и до вас. Благодарам многу. Еве, тројцата сме во еден широк кадар, можеме да се видиме и да ви посакам многу здравје за многу години утрешниот празник и се надам дека повторно ќе бидеме заедно во некоја следна брза емисија. Да сте ми живи и здрави. Поздрав. Почитувани гледачи, да, поздрав штедашка. Тоа беа господата Александар Буздевски од Кобленц, Германија и магистер Слободан Алексов, Цирих, Швајцарија во живо. Поздрав до Златко Николовски, повторно координаторот на македонците во Европа. Тоа е една асоциација на организирана диаспора. Тоа не значи дека другите останати не се организирани, сите се пар екселанс како група и дека бидат пример како диаспора, како ние треба во државата да се однесуваме и сакаме. Јас навистина многу ја сакам и да ве поздравам, утре ве посакам за многу години големиот празник успени на Пресвета Богородица и ве молам во храмовите неработен ден немојте туристички патувања да организирате. Оти навистина овој празник е голем за сите нас. Бите живи и здрави за многу години. Пријатна вечер. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.